Следната тема со нетрпение очекуваме од стартот на денешното издание на Македонија наутро. Иако не делува така, сепак барменството е една од најстарите професии во историјата на човештвото. Првите податоци се дека првите бармени се појавиле пред неколку илјади години и тоа во антички Рим, Грција, но и во Азија. А вчера беше одбележан меѓународниот ден на бармените. Тоа не потекна да продискутираме за оваа професија. Што значи да се биде бармен, какви квалификации и вештини треба да се поседуваат и секако бара оваа професија и се живее ли од истата. Добро утро ќе кажам за Филип Арнудов, председател на Асоциацијата на бармени на Македонија. Добро ни дојдовте. Добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Кој еднаш влегол барем да проба да се стави во ваша кожа, во ваши чевли, во шанк, да проба да глуми бармен, веднаш се откажува после минута, предизвикувачка и тешка професија. Да, интересно е кога се гледа од надвор, пример, како работат бармените, им изгледа лесно на регуларните гости, но кога ќе влезат баш така, знаеш, се бунаат, па што идеше прво, што идеше второ, колку да ставиме. Да, изгледа лесно, изгледа атрактивно, но не е така едноставно да се работи позади бар. Апсолутно се работи за комплетен занает. Каде се учи? Какви вештини треба да поседува еден бармен? Па, треба да поседува, нели, нормално вештини во подготовка на коктелите, но исто така и социјални вештини, значи да знае како да се справи, нели, со различен тип на гости, како да го најде, нели, преку разговор вистинскиот вкус за коктелите што сакаат да ги нарачаат, и дел од тие вештини, нели, се учат буквално со вежбање и со учење, а делот нив се стекнуваат со искуство. А психолошките вештини како се стекнуваат на бармените? Бидејќи добри психолози се, тоа сме го виделе. Да. Исто со искуство, значи обично на почеток, нели, помладите бармени се поизбувливи, понетолерантни, но како што поминува времето се справуваат. Не, кога мислев и на психолошки вештини, мислев и на тоа дека, нели, кога ќе седнеме од другата, од спротивната страна на шанкот, сакаме да се разговараме, да си ги кажеме маките и слично. Сега 24-ти е неслучајно избран за светски ден на бармените, ќе се вратиме во 1951 година. Во Англија е основана Интернационалната асоциација на бармени. Да. Македонија е член, така? Да, ние сме член, значи од 2009 година сме член како полноправен член на таа асоциација и еве веќе години надназад, значи одиме на тие светски конгреси, имаме наши представници на светските првенства и можам да кажам дека до сега имаме и значителни успеси постигнати. Кога и каде ги стекнувавте вие вашите знаења? Како почна вашата приказна со барменството? Па, мојата приказна лично почна од еден одмор, кога видов летен одмор, кога видов како барменот ги подготвува коктелите и сватив дека тоа е тоа што сакам да го работам. Потоа кога се вратив дома, имаше кај нас во тој период курсеви за обука на бармени. Го завршив тој курс и после тоа почна, нели, поред да се одвиваат работите. Креативна професија е професија која што бара и многу знаење. Се вели еден бармен треба да е врвен алхемичар. Како и каде се учи занаетот, колку време, или тоа сето зависи од желбата на поединецот што влегува во тие води? Вака, значи, ние како здружение, исто така имаме и академија, каде што секој што, нели, сака да ја работи таа работа, може да заврши курс. Значи, тие курси моментално што ги одржуваме се поддржани и сертифицирани од Светската асоциација на бармени, значи работиме по светска програма и тоа е основата што е препорачливо секој да почне, нели, за да работи професијата. Сега околу, пример, креативноста, тоа е понатака, нели, избор на барменот. Значи има многу добри бармени кои што можеби не се креативни во делот на креирање на нови коктели, но коктелите што се, нели, познати класични коктели ги прават перфектно и знаат, пример, на кој гостин во каква прилика каков коктел да му предложат, така да
е интересна, нели, некогаш знае да биде добра особина кај бармените, но не е пресудна за некој бармен да биде добар во својата работа. Ја споминавме Интернационалната асоциација на бармени, каде што е члени Македонија, тоа значи учество на бројни меѓународни надпревари. Како стојат нашите бармени глобално, може ли да се носат рамо до рамо со странство? Да, можам да се пофалам дека нашите бармени се многу добри. Иако нели може би средината и условите нели каде што работат кај нас не се на тоа ниво како во светските центри нели како во Лондон или Њујорк, но од друга страна па тоа ги прави да бидат покреативни, така да имаме значителни успеси. До најголемиот успех можам да кажам дека беше минатата година, каде што нашата представничка Теодора Николич го освои третото место во светот, значи од преку околу 70 земји кои што учествуваа, ние бевме трето место, значи влеговме во финале и до сега тоа е најголем успех на некој наш бармен. Едно прашање што не можеме да го заобиколиме, бидејќи тоа зборуваме во Македонија наутро, имаме ли одлив на бармени? Да. Или сега доаѓа сезона? Да, за жал. Хрватска е тука. Да, за жал имаме одлив на бармени. Која е причината? Платата или? Па не знам која е причината. Мислам, да, има разлики во платата секако, значи стандардите не се исти, но со оглед на тоа што веќе станува дефицитарна работа, разликата во плати не е толку голема, значи кога ќе ги ставиме сите работи на кантар, не заработуваат многу повеќе него што би заработиле тука. И мислам дека може би поради тоа кога ќе отидат надвор, они работат по некои шаблони. Пример, кај нас повеќе бармените може би имаат повеќе слобода, но не знаат да искористат таа слобода во однос на тоа да се надоградат и да си ја заслужат таа поголема плата или која што сакаат да имаат во тој дел. И што е потребно за совршен коктел покрај креативноста на барменот? Па многу работи, значи прво баланс. Значи мора да бидат сите состојки избалансирани затоа што нели имаме и алкохол, имаме и сладки, и кисели, горчливи состојки, соодветна чаша, добар лед, техника, значи сите тие работи се клучни. А што е поголем предизвик, безалкохолниот или алкохолниот коктел? Денеска ќе ни подготвувате безалкохолен. Мене ми изгледа попредизвикувачки бидејќи мала е лепезата на состојки кои што може да се стават. Да, но и не е така затоа што сега светските трендови налагаат да се подготвуваат коктели кои што се безалкохолни или слабо алкохолни. И за тоа пример доста од компаниите почнаа да произведуваат и така наречени безалкохолни алкохоли. Да, значи тоа се буквално дестилати кои што немаат нели алкохол, но имаат вкус пример на джин или на рум или на виски и се користат за нели подготовка на коктели. Не се пијат чисти и добрата работа е затоа што се повеќе луѓе сакаат нели да водат здрав живот или од здравствени причини не консумираат алкохол, но кога ќе се најдат во средина на нели во коктел бар или во друг тип на бар каде што другите конзумираат, да не се чувствуваат запоставени. Значи може заедно да се конзумираат алкохол и тоа да изгледа сосема нормално. Случајната посочив за здравиот начин на живот. Ване не јаде ниту чоколадо, ниту ништо што содржи повеќе шеќери и внимаваш секогаш на тоа. Добро, ма сака некојаш човек да си се почести. И тие што најмногу внимаваат, верувам, некогаш сакаат да направат исклучок, да си се оправдат некогаш со добар коктел. За разлика од Кристина, на која што и треба слабење во велесна велопатека, така кажа. Добро, окей. Интересно е што ќе направиме еден коктел сега. Ќе биде безалкохолен, Кристина, нема да има сигурно и безалкохолните имаат помалку калории, на пример, бидејќи немаат алкохол. Да, точно, алкохолот како алкохол содржи доста калории. Оди ли коктел после кафе? Тоа е прашањето сега главно. Да, оди после кафе и пред кафе, така да нема проблем. Јас помагав со здравиот појадок, Ване ќе помага со коктелот овој пат. Или еве само што не подготвувате? Најпаметно ќе биде. Па ова ќе биде една варијација на савор, само што ќе ја направиме со... Само вака, да може камерата да фати, ќе ставиме ледот од... Може од оваа страна, нема да ви пречи така, бидејќи камерата ни е таму да ги фати деталите. Ево вака. Значи... Какви состојки ни се потребни? Како савор коктели, како група на коктели, се коктели кои што содржат нешто кисело, сок од лимон или сок од лајм, избалансирани се со некој шеќерен сируп или обичен или со
вкус и имаат алкохолна состојка. Сега ќе направам варијанта, значи на саур коктел, само што алкохолната состојка ќе ја заменам со сок од алоe вера. Одлично. Да, така да можам да кажам дури здрава варијанта на коктел. Колку професија ве одржува во смисла на комуницирате со луѓе? Така. Нели, секојдневно слушате разни приказни. Сигурно тоа некако ве држи на низок старт, ајде така да кажам, ве држи цело време со енергија, работата со луѓе, обкружен со луѓе. Да, во секој случај, значи мора да некогаш истоштува. Добро, истоштува, да, но сигурно е ветер во грб, Па не би рекол дека истоштува, ако ја сакате работата, не е толку напорно да кажеме, напротив. Колку години вие лично се занимавате со повеќе од 20 години веќе. Машал. Да. Ова е сокот Ова е свеж сок од лимон. Лимон, добро. И рековме наместо алкохол ќе ставиме алоe вера, значи да имаме. Претпоставувам дека треба да се внимава многу на количината. Точно. Да. Значи количината мора да биде. Се повеќе го менува вкусот. Да. Имате ли вие некој ваш личен коктел, што е ваш личен печат, каде и да работите, што го предлагате на менито? Да, значи имате создадено? Еве магијата. Сакам да креирам, дури ова е, да кажеме, некој личен мој коктел. Во мојот бар, значи во Спикизи, имаме ние авторски коктели, да, и поради тоа сме и препознатливи. Значи секако ги правиме и класичните, но гостите се научија дека дури именијата ги менуваме на месец до два, за да бидеме да има разлика, така да. Ете, Кристина, каде ќе одиме на коктели? Па секако. Ете. На различни. Ова е магијата, ова е најубавиот момент. И колку и да мислиме дека сме умешни, дека знаеме ова да го правиме, апсолутно не знаеме, Ване, тука да завршиме со приказване. Те молам да пробаш. Да видам како тоа ќе изгледа. Травматично ќе ми биде искуството, сигурно. Или ти мене да ме видиш исто така. Ќе имаме трауми, подобро не. Тоа е тоа? Да, и го послужиме. Ајде да видим. Ајде, Кристина, може да пробаш. Супер, одлично. Не сакам ти да пробаш. Ти баш ме интересира каква ќе биде реакцијата во однос на алоe верата. Сигурно ќе биде прекрасна. Имаме лимон, ова е дефинитивно еден од поздравите коктели што ќе го имам пробано во животот. Сето она што го правиш ти кога ни го носиш на сабајле измешано, ова само убаво изгледа. Чекај. Може? Ајде. Многу поубаво. Тоа што ти знаеш да го направиш. Прекрасно. Не, јас не знам, во споредба со ова не знам да направам. Не, прекрасно е. Филип, ти благодариме многу. Ова ни требаше некако за крај на емисијата, безалкохолно уживање во утринската програма, па ќе те викаме почесто. Може така? Време, да. Сигурно се рано будец. Да. Би сакала да ги поттикнеме еве за крај на разговорот сите оние кои што можеби се размислуваат. Професијата е навистина динамична, интересна и креативна. Верувам дека има млади кои што размислуваат и сакаат да влезат во истата. Зошто да? Затоа што нуди многу. Значи, е професија која што секојдневно треба да се следи, затоа што многу брзо се менува, така да е доста интересна, доста креативна. Ја сакам да ги повикам и сите креативни бармени на 23 април. Ќе го држиме 16-тото поред државно првенство на бармени, така да може да се пријават, да учествуваат, значи сите информација околу надпреварот ги има на нашата страна bar.mk, може таму да ги побараат и наградата е многу атрактивна исто така затоа што победникот како и минатите години ќе го носиме на светско првенство на бармени. Наредна, тоест оваа година е во Колумбија во Картагина, така да е доста атрактивна локација и мислам дека е предизвик за секој бармен. И често зборуваме за родова рамноправност, ги има ли жените во професијата? Да, ги има, не толку многу за жал како и мажите. Бидејќи ова професија која што не бара некоја посебна физичка сила, така да може да ја работи понежниот пол, и се многу добри. Еве ќе спомнам Теодора како пример која што го направи најголемиот успех за нашата асоциација
има нормално и други девојки кои што работат во бар и исто така нив сакам да ги поттикнам. Исто само да не заборам кога сме кај надпреварите и кај девојките. Имаме наша представничка сега наредната недела ќе оди во Куба на International Одлично. Bar, на International Bar Lady Competition Сара Димитриевска, така да и посакувам и на неја успех. И ја чекаме по завршувањето на надпреварот овде да ни кажеш што може. подготвуваше, може така да видиме. И да ни направи коктел. Да, тоа е интересен надпревар каде што учествуваат само девојки и е доста интересно. Драга наша Сара, ти ветер в грб, поздрави и се надеваме на успех. Задоволна си од одговорот за родова апсолутно, равноправност, да. Бидејќи не знам Филип Во дали тоа ја има. виде реакцијата. Кога зборуваме за родова равноправност, има ли жени во професијата? Не може човек да одговори нема. Не го исплашив. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам, Филип. Благодарам. И секако се гледаме повторно.